После неколку месеци во Македонија, но овој пат на собрез за репрезентација со бундеслигашко искуство. Колку тие надпревари одиграни во последниве месеци во Бундеслигата ќе помогнат секако сега за овие надпревари во репрезентацијата? Па верувам дека ќе помогнат многу бидејќи сепак една нова средина. Може да кажем дека Бундеслигата е моментално, па не знам и дали моментално, али во скоро цел ракомет е најсилна лига во светот и мислам дека од квалитетот на играчите до стручниот кадар, до тренинзите и се останато може многу да се научи и да дојде до напредок на еден спортист, еден ракометар. Оваат надпревари прво во Турција, два со Турција и со Италија, потоа во Скопје со Грузија. Што се очекува сега, бидејќи сигурно и вие сите што се помлади во оваа репрезентација ќе добиете многу повеќе шанса отколку на претходните? Па мислам дека ова се во овој момент противници по мерка и солидни состои. Моментално за Италија немаме некоја и представа, но за селекцијата на Турција ни е доста позната, бидејќи имавме и два надпревари од квалификациите. И мислам дека сите млади кои ќе добиеме шанса, ќе се залагаме максимално да искористиме и сигурно ќе биде од големо значење. Овој пат репрезентацијата е главно со млади играчи. Ова патување за Турција е со претежно со играчите кои што бевте на оној шампионат, што се играше шампионат во Скопје и генерацијата претходно што играте на светското првенство во Алжир. Доаѓаат и кадети, некој спој од 2-3 генерации помлади. Може ли да се направи игра повеќето од нив да се наметнат секако да се приклучат во оној состав кој ќе се дојдат Кире, Борко и сите други кои што се со години во репрезентацијата? Па верувам дека ќе можат, бидејќи од прилика до сега имавме и медитерански игри, некои надпреварувања, така да ние младите се познаваме меѓусебно и мислам дека и од таа хемија што сме имале порано ќе може да се пренесе во сениорскиот тим, а нормално со надополнување од поискусните играчи. Тие ќе може само да ни олеснат, да се опуштиме и да се залагаме максимално повеќе. Поискусните играчи се веќе во поголем дел на залесот, на барем репрезентативна кариера, ако не и клубска. Како гледаш на она што ќе следува? Може ли Македонија со овој ростерни играчи што го имаме сега да го задржи учеството на големите надпреварувања, односно константно да продолжи со игрите на тие надпревари? Па верувам дека може, бидејќи во овој момент имаме доста интернационалци во странство каде што добиваме нека одредена минутажа, така да од прилика знаеме како функционира тие работи и мислам дека со тоа искуство може многу да пренесеме во националниот дрес и нормално да го продолжиме континуитетот на големите надпреварувања. Фала.